македонска јавност, продолжуваат маратонските седници овде во Собрание за разрешување овој пат на заменици министри, заменик министер од Министерство за одбрана, заменик на министер од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Се предлага разрешување на заменик министер од Министерство за образование и наука. Подписник на овие разрешувања е неизбраниот премиер Ковачевски, кој што овде незаинтересирано седи, чита книга, слуша музика, налик на некој тропски бар. Меѓутоа, така оди со користење на државна помош, финанси, фонд за иновации. Знаете како лесно стекнатите пари алудираат на и лесно потрошено време. Каде е дебатата? Еве го експозето. Во експозето премиерот ќе каже: дебатата овој пат нека биде поразлична од претходните дебати. Дебата е кога ќе ги судреме овде аргументите, кога ќе имаме битка на аргументи, кога пред македонската јавност ќе се објаснува зошто се разрешува заменик министерот, например, од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. И замислете, еве го експозето од премиерот. Знаете колку пати е споменат зборот земјоделие во експозето? 0 пати. Знаете колку пати се споменати зборовите ориз, јачмен, пченка, сточарство, тутун, откуп или унапредување на механизација или, например, унапредување на рурална структура? Знаете колку пати? 0 пати. Додека цела Македонија гледаме дека Министерството за образование и наука и министерот ја води работата на начин дека се уште учениците немаат учебници, во експозето во кое што се разрешува, некој би помислил дека тоа е причината за разрешување. Знаете колку пати се споменати зборовите учебници, свидетелства, нарушен образовен процес кој што ни се случува поради секојдневните безбедносни закани? Знаете колку пати се споменати? 0 пати. Знаете што има споменато во експозето? Европска Унија, Европска Унија 2, Европска иднина 3, Европска Унија 4, Европа 5, Европски сојуз 6. Знаете што е тоа? Инфлација. Инфлација од користење на терминот европски се до момент додека е обезвреден и не вреди воопшто, налик на југословенските динари со безброј нули за кои што не можевте да купите ни половина полубел леп. Европската иднина представена од овој премиер овде е половина кришка полубел леп исполнет со неброени епитети за европска иднина, меѓутоа тие епитети денеска видовме дека се скапо платени. 26.000 евра за Фейсбук реклама. 26.000 евра за купени лајкови. 26.000 евра за виртуелни подржувачи на неизбраниот. 26.000 евра за, знаете за што? За лажно чувство дека некој ве тапша по рамото и ви вели: браво, Димитар, најдобар сте. Ама вистината е спротивна. Вистината е дека 36 луѓе кои што чинат 20.000 евра во владата работат на продукција, на составување текстови, на составување слики, за да се прикаже една розова реалност во која што живее нашиот премиер, додека стварноста е многу грозоморна. Дали знаете, министер, дека премиере, дека вашиот министер за земјоделие е познат на јавноста не по законите кои што ги предлага овде, туку е познат по багателните цени на изгореното буково дрво кое што окупува од Свети Николско, од Кочанско и од Беровско. Овде ви презентирав документи за 3.500 метри кубни од Свети Николско, 7.500 метри кубни од Кочанско и близу 100.000 метри кубни кои што го купуваше од 300 до 550 денари за опожарена борова граѓа. Од пожарите добиваа само тој и негови блиски лица. Дали знаете дека тој не беше појавен како предлагач на ниту еден закон за земјоделие и рурален развој и сите предлози кои што стигнаа овде беа предложени од група пратеници. Истите овие пратеници ја преземаа
работата на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Дали знаете дека сега тој истиот министер, додека промовира нов модел за субвенции, знаете што ќе кажат сите земјоделци во еден глас? Не ни треба нов модел за субвенции, ни треба нов министер за земјоделие. Зошто не ги слушнете тие повици? Зошто не погледнете дека 60% од земјоделците го имаат оценето ова министерство со единица или со двојка? И тоа се над 65%. 25% го имаат оценето со единица, 41% со двојка. Еве, тоа се оцените кои што ги имаат вашите министри, а вие во експозето ниту збор за земјоделието, ниту збор за условите во кои работат земјоделците, ниту збор за системите, ниту збор за зголемените цени на репроматеријалите кои што скокна и до 300-400%, и тоа во вашиот мандат. Така да секој би помислил дека имате, ако ништо друго, барем морална и етичка одговорност кога го менувате заменик министерот, да им се обратите на овие луѓе, да им ги објаснете нивните високи производни цени поради високите цени на репроматеријалите и да им ги објасните ниските откупни цени и да им објасните зошто ова парламентарно мнозинство одбива да ги прифати Законот за земјоделие и рурален развој и измените кои што ги предложивме уште мај изминатата година и измена на Законот за Агенција за стокови резерви. Меѓутоа, еве за тоа ниту збор, само празни флоскули. Оваа поддршка не треба да има партиски предзнак, ќе кажете. Не е за партиски пребројувања, не е за поделба на фотели и директори. Ова знаете на што потсеќа? Оваа дупка не е дупка. Ја знаете анекдотата? Кога бугарски, затоа што вие ги милувате вашите соседи, кога бугарски сообраќајци фатиле една жена која што непрописно го управувала автомобилот и во тоа време во Бугарија ги поништувале возачките дозволи со перфорација, и кога дознале дека таа е сопруга на висок партиски функционер, го чкртнале и напишале: оваа дупка не е дупка. Така и вие, така и вашата политика. Ајде да имаме дебата, ама без да имаме дебата. Ајде да разговараме, ама да не разговараме. Зошто? Само за да течат партиските вработувања, само за да течат тендери на блиски лица, и кога ве прашувам овде од собрание зошто молчите, замислете дополнително имаше уште еден громогласен молк. За таква ли дебата ќе станува збор овде во собрание? Па додека сте вие премиер, 20.000 луѓе ја напуштиле оваа држава. Додека вие сте премиер, имаме помалку 2200 лекари кои што се наоѓаат во државата. А сега овде лицемерно се разрешуваат заменици, министри. Зошто? Тоа го кажав и кога разговаравме за министрите. Само да се амнестираат неспособните за нивните неуспеси. Меѓутоа, верувајте ми, ниту едно разрешување на заменик министер за земјоделие, шумарство и водостопанство нема да го амнестира оној кој што променува министерски фотели, кој што од министер за земјоделие стана вице-премиер за борба против корупција, па повторно од кога не донесе на 111-тото место се врати во земјоделие, нема да го амнестира ниту една ваква промена. За жал, она што ќе настрада е производството, земјоделското производство во Македонија, затоа што во годината додека вие сте премиер, а вие подобро ги знаете бројките, Македонија дополнително тоне кога станува збор за земјоделското производство, се намалува количината на произведени земјоделски производи, а се зголемува увозот, односно стануваме се повеќе увозно ориентирани и увозно зависни. Поради тоа го оценувам и ова експозе, и ова промени, и овие предлози за разрешување, и ова целосна реконструкција како фарса, само да се купи уште еден ден власт, само за тендери, државна помош и уште некој денар или евро од Фонд за иновации и технолошки развој. Фала.
Има збор Силвана Ангелевска.